Добар ден, почитувани, стартува најновата Телма амбуланта. Повеќето луѓе имаат помал или поголем деформитет на стапалата. Ретки се оние што имаат идеални стапала. Зошто се вуваат деформитети на стапалата и кои се најчестите деформитети? Постои ли начин за нивно успешно лекување? Ќе го запрашаме доктор Антонија Хаджиантоновски, ортопед. Разговорот започнува веднаш по рекламниот блок. За деформитетите на стапалата, денеска во Телма амбуланта разговараме со доктор Антонија Хаджиантоновски, ортопед, кој веќе 2 години работи во Сплит. Докторе, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Ви благодарам што краткиот престој во Скопје го искористивте и за едно интервју во нашата емисија. Благодарам на поканата. Ја малку сум со ларингит од многу зборување сега. Се надевам ме разбирате како се. Сосема добри, повеќето од нас периодов се со некој таков проблем со грлото, за жал. Многу зборување, ништо друго. Многу зборување во вашиот случај, се надевам дека до крајот на емисијата ќе издржите. Како изгледа, доктор, идеалното стапало? Идеалното стапало, на жалост, во денешницата многу често искривено. Не идеално, многу тешко да најдете стапало, затоа што уште од самото проводување ги ставаме стапалата во калапи и најчесто стапалата се формираат во тие калапи и добиваме еден вид на принудно стапало кое што функционира, а многу поборо би функционирало кога би било босо. Кога би било слободно. Да, нормално. Како што природата не направила. А дали деформитетите на стапалата создаваат болка и проблеми при движењата? Да. Или тоа не мора да биде така? Зависи кога. Во детската возраст деформитетите на стапалата не создаваат болка. Значи, и детето со најлоши стапала, трча, скока, сега кога ќе биде малку повеќе активно, знае да се појават болки, ама како па ќе создаде повеќе мускулчиња, тие болки ќе исчезнат. Значи, додека кај возрастната популација, како стапалата може да бидат предизвикувачи на болка во целото тело. Да во колена, во кичма, нелагодноста на стоење, обично ја префрлувам тежината една друга нога. Тоа се рефлектира на целото тело нагоре, постурата на телото, држењето на телото се нарушува кога е нарушена функцијата на стапалото. Доколку децата во раната возраст се почесто одат боси, доколку не носат чевлички за проодување кои што го држат дури скочниот зглоб. Дали правилно ќе им се развијат стапалата? Во секој случај поправилно него во крута обувка. Детското стапало треба да биде босо и обувката секогаш треба да ја имитира босата нога. Многу често порано се мислеше дека крутите обувки ќе го стават во добра позиција стапалото и тоа ќе се развие како што треба. Ама тоа што се случува во крутите обувки е стапалото не работи како што треба, а тоа прави атрофија на мускулите кои што го држат стапалото. Стапалото има многу мускули, многу зглобови, многу коски. Сите тие мускулчиња, ако не функционираат во една синергија, во една добра рамнотежа, прават да стапалото се оптеретува на погрешен начин, погрешното оптеретено стапало јава болки. Дали обувките всушност се главниот фактор за појава на деформитети кај стапалата и дали тие можат деформитети да се јават подоцна во животот? Да имаме убаво, правилно формирано стапало и со текот на годините да си создадеме деформитет. Така е. Обувките и како прават деформитети кај стапалата, како што и добрите обувки ги лечат, така лошите обувки создаваат деформитети. Но имаме и вродени деформитети кај стапалата. За среќа, децата се како младо гранче и ние многу лесно успеваме да ги поправиме вродените деформитети на стапалата. Во голем дел има и деформитети кои што не можеме да ги поправиме, но многу често не се случува да имаме проблеми кај стапалата кои што се буквално иницирани од лоша обувка или мала обувка и така натаму. Ајде да проговориме за еден многу чест коскен деформитет на стапалото, кој што се јавува кај зглобот на палецот. Да. Познат крив како палец, халокс кокалче. балгус, да, кокалче, да. Кај возрастните лица е исклучително чест проблемот. Да.
Зошто се јавува? Исто така чевлите се халокс причини? валгус, да. Не, може да има вака, имаме конгенитален халокс валгус, тоа е кај нарушување во стомакот на мајката, детето значи да го искриви тој палец и да се роди веќе со искривен. Еве всушност како да, тоа изгледа. со искривен палец, ова е дефинитивно од мала обувка. Во нашата популација има тенденција на мислење дека тоа е наследна. А всушност и бабата, и мајката, и ќерката одат во мали обувки и тоа се рефлектира на здравјето на жените. Проблемот е што нашите мајки, кога оделе во продавница, немале да купат поголем број на обувка од 39. И висока жена се пикала во обувка која што, значи, и мажот и жената, ако се високи 175, и двајцата би требало да носат негде 43 обувка. Но жената, заради тоа што не може да најде обувка соодветна за незината величина на стопалото, мора да се напика во мала обувка и она ги трпи сите тие нелагодности кои што ги пружа таа обувка за да влезе во калопот и да може да изгледа убаво. А нажалост никој тука не попушта никогаш обувката, тука секогаш прстите на жената се искривуваат. Но сега има калапи достапни, а сепак проблемот е присутен. Присутен е проблемот зашто луѓето не знаат да си одберат обувки. Значи, најголемиот проблем е тоа што луѓето не си ги гледаат своите прсти во обувката. Многу често јас ке дојдат пациенти и ќе кажат: "Докторе, кој сандал ќе носам на пример 42, а малку се чудни броевите вика за сандалите, ама кондори носам 39." Зошто носи 42 сандали? Затоа што си ги гледа прстите и не сака прстот да биде надвор од обувката. Ама кога ќе се напикаат прстите во шпицот на кондурата, тогаш не си ги гледа, мисли дека така треба, уште продавачката ќе каже така ќе попушти тоа обувката, леле многу ти се убави и ќе трне процесот на искривување. И секој одење во продавница повторно, ќе дојдеме со мали обувки, ќе си купиме уште помали. И сето тоа во правец на модата изгледа убаво во огледало, супер, ова изгледа многу голема, дај ќе купам помала. И едноставно доаѓаме до деформитет кој што не само што нарушува убавината на стопалото, многу поголем дел е проблем што нарушува функцијата на стопалото. Кога во самата обувка, кога палецот не се користи, значи кога е палецот крив, он не може да се подпре стопалото на палецот, тогаш почнува да се подпре на надворешниот дел од стопалото. Вие ни донесовте фотографии кои што тоа го илустрираат, како изгледа всушност стопалото кога ќе биде ставено во тесна обувка. Така е, како изгледа, како што е нормално. Значи ова се скоро сите деформитети од тесна обувка. Значи буквално заради кривиот палец доаѓа на нарушување на сите други прсти. Ова ќе го искоментираме малку подоцна. Јас ќе замолам да биде пуштена фотографијата која што се однесува на чевлите и стапалото кој што вие всушност ни ги донесовте. Значи вие сметате дека е проблем, не вие сметате, туку истражувањето покажува дека се проблем женските чевли кои што завршуваат всушност со шпиц. Сега дека што шпицот. Шпицот е украс. Јас стално сакам да кажам венецијанскиот шамец кој ќе видиме. Во шпицот на гондолата не седи никој, тој е украс. Седат во средината луѓето, така? Истото е и во кондурата. Шпицот на кондурата е украс и он треба да биде празен, не треба да има прсти во него. Но кога имаме една штикла и напред шпиц, стопалото се лизга како нодолница и влегува во шпицот и тука застанува стопалото. И тоа не може да издржи таму. Ми рековте дека моите чевли се проблематични. Да ме прашувате, јас со закон би ги забранил тие обувки. Значи, буквално не треба да ги има во продавниците. Секојаш обувката мора да биде стегната, значи ако купите шпиц обувка, а има штикла, мора да биде горе стегната обувката, за да не може да се излизга стопалото према долу, а палецот не треба да влезе во шпицот на обувката. А многу често јас скоро да не сум видел жена кај што палецот не влегол во шпицот на штикла и шпиц напред на обувката. Еве всушност и тоа е таа фотографија горе десно. Зошто кога ќе дојдат пациентите ќе речат зошто не делуваат помагалата за исправање на палците? Затоа што еве на пример, замислете првата слика кај што има искривен палец и ние тука сега ќе дајме помагало за исправање на палецот. Има ли место во обувката да го исправи палецот стопалото? Нема. Значи, за да можеме да го исправиме, мора да има простор. Палецот не сме да влегува во шпицот на обувката. И ние дури и да го оперираме палецот, ни се враќа, па не делуваат операциите, пак ни се искриви палецот. Зошто? Зашто ние на таа баба која сме го оперирале палецот, дома се вратила и ги облекла повторно малите обувки. Не може. Значи, предниот дел треба да биде широк, кај прстите. Например, луѓето мислат точна ми е обувката. Точна е затоа што е искривен палецот.
Ама ако во таа обувка би требале да го исправиме палецот, ние немаме место. Значи, најголемата причина е малата обувка и незнаењето за бирање на број. А тоа кај децата е најпроблематично. Еве сега имав детенце кој ми криви 2 месеци баш во Сплит имавме детенце. 2 месеци криви, зошто? И то мајката вика доаѓа, детето ме криви само кога е надвор. И викам тогаш мора да е нешто со обувките. Ја земам обувката и што да видам, во едната обувка внатре хартија, она од продавница. И 5 годишно дете не знае да каже дека него мисли така треба да биде. И он седе кутрото со прстињата свиткан и не може да го оптерети стопалото затоа што не може да згазне на самото стопало. И он криви. Ама тоа не знае да го објасни. Знае дека нешто не чини, ама не знае да го објасни. Мисли така треба. Тогаш завршуваат децата со проблеми. Истото се случува. Пораснало, мислав луѓето ќе купат обувка за детето дека може носи 6 месеци. Не може, например, детенце од 2 години носи месец и пол обувка. После месец и пол веќе палецот влегува во кривината на стопалото и тоа никој не знае да го објасни. Може ли овој проблем да се јави кај деца? Ајде како? Значи, детето ви е као младо гранче. Ќе го стават во мала обувка, ќе влезе палецот, значи, ајде да ви кажам, 30-40% децата веќе имаат криви палци. Дали кукалчето се јавува само на едното стапало или и на двете? Како изгледа? Обично луѓето што носат мали обувки не може да издржат да стојат во нив и обично се префрлуваат те на едната, те на другата нога. И тие се префрлуваат на најдворешниот свод на стопалото и таа нога што ја користат повеќе прво се искривува. И кој ќе опропашта таа, па се префрлуваат на другата и другата искривува. Затоа обично едната нога е поискривена него другата. Зашто ќе речат еве ја на двете обувки имам така, ама не ја користа таа нога повеќе, затоа има различна кривина на палците. Во обувката многу често имаме тој кројачко кокалче го викаат, значи тој на малиот прст. Исто и на него може да се јави надув на рскавицата, кој што посам калцифицира и исто може да се јави како кај палецот. Само многу често болките во палецот може да бидат предизвикани од гихт. Значи, не секој пат е од крив палец, ама генерално малите обувки се многу голем проблем и треба многу да се едуцира популацијата за тоа, за да можеме да прекинеме да ги имаме, затоа што еден крив палец прави оштетување на коленото, зашто нарушува оската на коленото, зашто кога не можеме да се подпремаме палецот, петата секогаш паѓа према внатре, автоматски коленото паѓа, автоматски колкот излегува надвор, доаѓа крлицата крива. Тоа се еден куп проблеми кои што настануваат заради лошото стапало. Доколку се појави кокалче, дали проблемот ќе се влошува, дали ќе се зголемува? Ако не се коригира обувката, тоа е заради ретацијата. Значи, кога ние ќе го искривиме палецот, зглобната површина доаѓа во контакт со иритација со обувката. И она како се трие, се создава тука воспаление, и тоа воспаление осифицира, се прави како калцификат, како коска се прави. И таа коска е всушност таа постан што го ограничува зглобот и прави болка и сите тие работи. А доколку е во прашање гихт или пак ревматоиден артритис, проблемот изгледа поинаку? Тука веќе е друго, изгледа поинаку, воспален е палецот, тука ќе се смири со терапија, значи кај ревматоиден артритис обично страдаат првен рацете, не е толку и ревматоидниот артрит се појава од најмалите зглобови, значи веќе кај палецот не е веќе засегнат најмалиот, туку е веќе поголемиот зглоб е засегнат. Доколку се јави овој деформитет на ножниот палец со појава на коска, што може да се направи за да се реши проблемот? Има ли неоперативни пристапи кои што дават резултат? Само што што вклучува тој конзервативен третман, доктора? Со моите колеги кои работиме, значи ние сме четворица ортопеди во амбулантата, значи се трудиме секогаш, значи првен да ги едуцираме луѓето за своите стопала. Затоа што ако ние не успееме да они буквално да ги сменат сите обувки дома што ги имаат, зашто настанале тие прсти, ние не можеме да го исправиме палецот. Значи првен ги терам сите обувки да ги променат, да си купат еден пар обувки, кои им се точни, и со тој пар обувки да дојдат кај мене и да ги одобриме тие обувки.
Кога ќе ги Како да одобриме, изгледаат тие обувки? значи Патиките се обувките добар може да избор? изгледаат било како, дури и шпиц може да биде. А може и шпиц? Може, Но штикла во тој случај може или не? Може ако е затегната горе, ако има ремче Ако или има нешто. ремче. Да. Поентата што е? Палецот не смее да влегува во шпицот на кондурата. Шпицот мора да биде празен. Значи секогаш палецот треба да завршува, значи на пример кај дете треба да има и малку простор за растање. Али кај возрастни мора да завршува пред да почне палецот да влегува во крвината. Што значи? Ако на пример палецот е искривен, ние треба да имаме внатре, значи кој ќе ја купува обувката човекот, треба да може внатре во обувката да го исправи палецот. А тоа значи многу поголема обувка таа што носи во моментот. Некој пат до 3 броја поголема обувка треба да земе од тие. Ќе ми дојде на пример жена висока 1,80 м, носи 39 обувка. Невозможно. Маж 1,80 м носи 44 обувка. Значи стопалото ни е големо колку што ни е голема подлактицата, тоа е пропорција на телото. Не може да биде јас имам помали стопала, не функционира тоа така. Стопалата се пропорција на телото, за да може телото рамнотежата да биде издржана, они мора да имаат соодветна големина, за да може стопалото да функционира. И тука првен одиме со едукација. Најнапред соодветни чевли, соодветен број, во кој што ќе можеме ние, затоа што малата обувка е помагало за искривување на палецот. Значи ние сега ни треба обувка во која што има простор да се исправи палецот и тогаш да даеме помагало. Најлоши помагала се оние меѓу прстите што се ставаат. А тие најчесто ги користиме, значи, силиконски. Тие се најевтини и всушност кога ќе ставиме помагало меѓу прстите, палецот е толку силен што он може да ги истурка сите други прсти да направи уште поголем проблем. Секогаш се бираат, имаме помагала што се за внатре во обувката и помагала за ноќно коригирање. Дори имаме помагала за гледање телевизија. Например, лежиме и има на двата палца се натакнува и као со кајвче врзани меѓу себе, кога ќе рашири човекот нозет, автоматски му се исправат палците. Има многу варијанти за лекување на палецот, ама најбитната работа е да не носат преку ден помагало за искривување на палецот. Ете тогаш има успех лекувањето на палецот. И обично колку време треба да се носат овие помагала за да се врати палецот во нормална позиција? Ако едно стопало се искривувало 10 години, 15 години, не може преку ноќ да очекуваме тоа да се поправи. Ама генерално за година дена веќе има драстичен успех во лекувањето на кривите палци. Но доколку повторно облечеме чивли кои што се несоодветни, веднаш ќе се повтори проблемот. Многу лесно. Значи само да пробаме дома, значи да ги земе прстите и вака да ги стиснеме, да видите колку малку енергија ви треба да се искриват прстите. Една мала чорапа може да ги искриви прстите, камоли мала обувка. Јас често, например, сега во сите скоро светски и европски конгреси за стопала преферираат така наречени barefoot shoes, значи обувки што го имитираат босото стопало. Дури уште повеќе fine finger shoes, значи тие што се обувки кај што секој прст влегува во како ракавица. Значи буквално како ракавица. Апостолките летно време би биле добар избор? Апостолките се едни од најлошите обувки што се измислени во обувката, затоа што при одење мора да го подигнете палецот за да се движите. И прават нарушување, особено кај децата не препорачувам апостолки, возрастен човек може да ги носи. Во принцип сегде кај ше босо стопалото кај ше може да функционира, нема зашто да возрастен човек може во принцип да го оди во апостолка, само треба да знае како да се подпре на палецот. А многу често одиме со палецот нагоре да ја подигнеме апостолката и тогаш не се користи. Дополнително се нарушува одот со апостолката. Во кој случај препорачуваат операција кај пациентите кои што имаат кукалче? Каде што имаме веќе сериозно нарушување, значи кај има например во првата каде што имаме нагмечување, не користење на стопалото како што треба, дефинитивно треба веќе се размислува за интервенција. Ризична ли е интервенцијата, бидејќи многу луѓе знаат да се предомислат кога ќе прочитаат ризик фактори, па потоа дека проблемот може сепак да се повтори? Да се повтори, така. Значи, проблемот не може да се повтори ако се објасни на пациентот. Така, како што појаснивте, доколку соодветни чевли се носат, не би требало да има повторување проблемот. За се ризик. Значи, операција не може да кажеме дека е без ризик. Може е рутинска, се прави, се е тоа точно, но секогаш има ризик од инфекција, ризик од компликации, но секако ако е вака прстот, тогаш е подобро да се среди. Еве на таа слика, например, и малиот, тоа е курејачко кокалче, каде што
малиот прст добил таков бунион, како се вика во америчка литература, заради искривување. Значи истото го гледате како има како топче на малиот прст. На малиот прст. Да. А докторе, зошто се прошируваат стапалата во делот кај прстите, кај оние кои што се искривува прстот, па лепезасто стапало? Тоа е заради иритацијата што се случува на тој дел. Значи, коската има тенденција, каде што има притисок, она е жив орган внатре во телото. И она се надградува за да го заштити тој дел. И всушност тоа е како една грешка, заради таа константна иритација да се заштити она трупа тука заштита на тој дел и затоа се појавува широчината. И практично тој дел го користат луѓето како подпирач, зашто се подпираат цело време на табанот. Не го користат палецот воопшто, зашто е крив и не може да се подпрат на него воопшто. А зошто се вуваат искривувања на останатите прсти на стапалото? Заради притисокот. Истото? Например, ова долу што го гледаме, тоа е чекич прст. Добра. Многу често во нашата популација се не во типот на класификација, не дека имаме потекло такво, наречено грчко стопало, кај што вториот прст е поголем од палецот. Например, тоа многу често го има кај македонците и тогаш се случува, од луѓето секогаш си ги бираат обувките по палецот, не го гледа вториот прст. И сега купиле обувка што е помала и тогаш вториот прст, за да остане палец прав, вториот прст се свиткува и настанува така наречен чекич прст, чекан прст, кој што ете на таа слика го имате. Гледате, за да остане колку палецот голем во кругот каде што е, значи за да остане колку палецот голем, вториот прст морал да се собере за да дојде во таа позиција. И тоа многу често во мали обувки се прави скоро на сите прсти и посам се заради иритацијата на горниот дел од стопалата па се уваат горе цели како испакнатени, како брадавици и жулјеви, кои што всушност се заради константната иритација на горниот свод на стопалото од обувката. Да, и тоа е уште еден дополнителен проблем кој што создава болка и непријатност при движењето. Ја викам фала Богу што дојде мода во дело да се носат патики. Значи, тоа е можда една најдобрите придобивки на оваа мода сега, од кога е излезено. Малку луѓето да се покомотни на работа или на... Поготово луѓето кои што стојат на својата професија, многу ги малтретираат своите стопала и многу е битно да видат во удобна обувка во текот на работниот ден. Рамните стапала се исто така еден од проблемите кои што се забележува и кај децата, но и кај возрастните. Како изгледа рамното стапало, бидејќи не секој спуштен свод на стапалото значи всушност и рамно стапало. Дали ова рамно стапало, докторе? Дефиниција за рамно стапало, верувајте, не постои. Значи, тоа е во проценка на ортопедот. По ова, например, што го гледаме десното стопало, најверојатно сега од ова што го гледам е така наречено флексибилно стопало. Кога се лабави лигаментите? Да, кога се слаби мускулите. Слаби се мускулите. Да, и заради неправилно користење на стопалото се случува. Имаме и овој вид на стопало може да настане и заради кратка ахилова тетива, например. Кога е кратка ахиловата тетива, затоа што не може човекот да згазне убаво да ја обтегне ахиловата тетива, она стопалото оди на страна и тогаш се настанува паѓа петата према внатре заради скратување на лакот. Тоа е малку тешко да го објаснам во физика. Например, ако е рамна ахиловата тетива, стопалото се витка под агол за да добие истата должина кога се витка према напред. За да може настане таа дорзофлексија, да може да се свитка стопалото према горе, бега петата за да може да добие тоа. И многу често дечиња кои не дојдат вака, обично знаат да имаат кратка ахилова тетива. Исто знаат да имат и лабави зглобови. Обично кај луѓе кои ќе го отворат лактот, што им излегува лактот према горе, колената знаат да одат исто знаат и петичките да паднат. И тие деца најчесто го добиваат тоа заради тоа што се форсирани да одат кога мислеле соседите дека треба детето да проводи, а не кога на детето му било време за проводување. Значи и тоа не треба да се форсира проводувањето за да не дојде всушност до милион пати и пак ќе го повториме. Детето треба да оди кога ќе биде спремно за одење, а не кога ќе се мисли бабата или не знам комшиката дека треба да проводи детето. Кај сите деца на почеток стапалата се рамни, барем така изгледаат. До 3 годишна возраст 96% од децата имаат рамни стопала. Стопалото се развива. Тоа не се раѓа формирано. Тоа има многу масни перничиња од оздолу кои ги штитат коските, зашто тие се уште се претварат од рскавица во коска. И како што детето се развива, како набилдува мускулатура, така стопалото изгледа се поубаво.
И уште една работа има, например, таму околу третата година, значи децата се раѓаат со обуква долни екстремитети, до третата година треба да станат X. И сега кога ќе станат колената X, не може долу петите да бидат прави. Нормално да малку паднат према внатре. И тоа е нормален физиолошки развој. Како детето станува поактивно, така колената се враќаат во позиција, така се исправаат долу стопалата. Детското стопало, еволуацијата не е за сите деца иста. Буквално треба да има индивидуален пристап и затоа ортопедите кога работиме со децата, секој детенце го гледаме на посебен начин. Ја гледаме структурата на телото за да ги видиме стопалата. Нормално дека едно покрупно дете кое што е оптеретило со 3 пати поголема тежина ги оптеретило стопалата, нормално неговото стопало да изгледа рамно. Затоа што нема мускули што може да држат таа тежина на телото. Додека, например, едно слабо детенце, кое што многу помало оптеретување има, веќе сводот и се формирал и се. Затоа немаме спореба на стопала без да го видиме детето, се вкупно. Значи, кај нас се земаат за право сите да кажат какво е стопалото, а дали се компетентни за тоа да го направат, не е тоа баш така. Особено имаме проблем со систематските прегледи, со едукациите на луѓето кои што вршат систематски прегледи се отприлика пред 20-30 години. Работите се многу променети. Значи, на последните конгреси, буквално ортопедските кондори се ставени во една група на помагала кои што се исклучително до само ординирани од страна на ортопед. Не може ортопедска кондора да се купува во обична продавница, да ја препорачува продавачот во продавницата. Значи, ортопедските кондори се поставува диагноза и се прават по мерка во поглед какво е стопалото на детето, таква треба биде ортопедската кондора, зашто тоа потребното помагало кој што треба да се стави треба да биде на одредено место точно за тоа дете. Не е тоа генерализирано. Значи никако да не купуваме чевли во кои што има внатре влошка ортопедска. Без препорака од доктор не треба да се купуваат. Дури во возрастните лица кои што имаат некаков проблем со стопалата? Гледате, ви кажам, значи може да има проблема, тој проблем може ортопедот да посочи каде и да се коригира. Најлесно ни да дајме влошка. Што ќе направиме? Со една влошка, например, дајна кај возрастен човек, ние стопалото ќе го ставиме во супер позиција. И што ќе добие тој човек? Ќе добие удобна фотелја. И неговото стопало ќе се научи да се потпира. И како што ќе се потпира, оно ќе стане зависно од тој потпирач и уште толку ќе атрофира мускулатурата. И моментот кога ќе ги соблече кондорите, тоа стопало ќе се сруши. Па подобро ние да даеме вежба со која што човекот ќе ги зајакне мускулатурата и тоа ќе рефлектира на отклонување на болките кои ги има. Ако јас стално, например, тие флексибилни стопала ги споредувам со гојазен човек. Ако јас сега одам во теретана и вежбам, ќе имам болки. Ама секој ден телото ќе изгледа подобро и подобро. Ако стопало кое нема мускулатура, го вежбаме, во почетокот ќе има болки. Значи едно дете кое ќе трне со раме стопала да тренира, има болки. Ама како влегува во кондиција, стопалото се подобро и подобро станува. Многу често имаме дечиња кои што заради малите обувки престанува да го користат палецот или заради носење на пример на чорапи, на калчонки по дома, они фината моторика на палците ја губат и тие дечиња место да се подпрат убаво на палецот, се подпират пета таван и го вртат подпирањето на надвршниот свод на стопалото. И прават нарушување заради кои што автоматски петата почнува да паѓа према внатре. И ние кај тие дечиња првен ги учиме да почнат повторно да го користат палецот со вежби, специфични вежби. И од кога ќе почнат да го користат палецот, значи да ја стават тежината, затоа што палецот има свој мускул во подколеницата. Значи, кога ќе го погледнеме, многу интересно стопалото како механизам, како биомеханика, како физика на функционирање. Еден куп лостови. Например, мускулот за палецот во подколеницата е поставен на надвршната страна, како еден баланс. И палецот е единствениот прст кој дава стабилност на стопалото.
Многу често луѓе што си светкуваат ногата према надвор, не го користат палецот при одење. Тие луѓе, например, да ги натерате да се кренат на прсти, не секогаш кога ќе се подигнат на прсти, петата ќе им падне према надвор, а палецот ќе се подигне во вис, затоа што не го користат воопшто палецот. И тоа негде 60% од децата го имаат тој проблем. И ние напорно се мачиме да ги едуцираме родителите на кој начин да ги смениме навиките кај децата за да почнат да се движат како што треба. Зашто само во детската возраст можеме да ги поправиме генерално деформитетите, зашто детето тогаш расте, тогаш се најголемите шанси ние да делуваме на стапалото да се коригира. Докторе, повеќето од нас се постојано со обувки на стапалата. Дури и дома се носат папучи, децата носат патичиња и слично. Кога сме дома, да носиме некакви обувки или пак е најдобро боси да шетаме? Обувките ги носиме за да го заштитиме стопалото од повреди. Во домот е безбедно. Немаме оште примете, немаме зимски услови во домот. И зимо дома ни е 20 степени. На 20 степени едно бебенце која ползи не му ставаме ракавици. Зошто да му ставиме чорапи? Затоа што нашата баба мисли дека ќе се разболи детето од тоа, дали ме разберете? А после детето не го носат кај бабата на преглед, туку го носат кај докторот. Ама докторот кој ќе каже дека детето треба да биде босо, тогаш не се слуша затоа што нашата популација со години настинува од ладни стопала. Стопалото мора да има фина моторика. И таа фина моторика треба да функционира на подот. Дури возрастните треба да одат боси? И возрастните, значи ќе додат луѓето ќе кажат, ама тоа ме тера почесто да одам на мокрење. И кога излезам зимно време надвор, ќе ме натера да одам на мокрење. Тоа е заради стискање на сите крвни садови кои што доаѓаат во контакт со ладно, но тоа ако е секојдневно, стопалото се навикнува да бидат ладни и тогаш нема проблем. Ние во природата сме наменети да бидеме боси, во услови на безбедност не треба да бидеме со чорапи или со обувки по дома. Една од најголемите причини за попуштени вени се носење на обувки или подно грење дома. Ги лажеме, стопалата се екстремитети, тоа се крајните делови на екстремитетите, значи исто како рацете. Зимно време ќе излеземе надвор, рацете ни се ладни, не ни смета. Ама стопалата ако не се ладни, тогаш веќе е голем проблем во нашата популација. Значи, стопалата треба да бидат ладни. Значи, треба да бидеме безгрижни кога чекориме боси и кога малку ни студине стапалата, ќе се навикнеме на тоа. И моето посебно прашање во денешната Телма амбуланта се однесува на булката што се јавува во петата. Да. И тоа е исто така еден чест проблем со стапалата. Многу има проблеми во петата, значи особено во детскиот 13, 14, 8, 9 години, знае да се јави така да речем морбус север, кој секогаш треба родителите кои детето ќе се пожели на болка од петата треба да консултираат ортопед, зашто може да настане тоа е воспаление на петичната коска, кој што може да настане септична некроза на таа коска и таа да се подели на парчиња и да изумре. Исто како што имаме на болест на голката, апофизитис калкане е тоа. Итен преглед кај ортопед. Значи не е толку итен да луѓето да одат одма во ургентен, ама треба да не се занемарува проблемот. Треба да не се занемарува затоа што детето ако константно се жали, особено на едната пета, прво треба да се коригира начинот на стоење да биде секош на двете нозе. Значи ако тежината на еден човек е 100 кила или на едно дете е 20 кила, ама ако таа тежина ја става само на едната нога, тогаш таа пета не може да издржи. А кај децата зоната на раст на петичната коса наоѓа баш каде што е припојот на ахиловата тетива. И многу често знаат таа зона на раст заради тоа поместување, особено кај активни деца кои што газат на цврста подлога, фудбал играње, малку посериозен спорт, знае да дојде до изумирање на тој дел од надвор од зоната на раст и тоа е баш голем проблем. А кај возрастните, кога петата боли? Кај возрастните може да биде шилец на петата, може да биде плантарен фацит, но има многу повеќе проблеми, но една од најголемите причини за шилец на пета појавување е тоа стоење на една нога. Многу често луѓето го изиткуваат и ја префрлуваат само на едната нога и тогаш ја малтретираат плантарната фасција и тука настануваат микротравми на самата, тој како тетиви на долниот дел од петата до прстите и при тие микроповреди
хематомите не се ресорбираат како што треба, зашто човекот мора да оди и тие се претварат во коска, во калцификати. И тие калцификати утре прават многу големи болки, а во кај народ е познат како шилец во петата. Значи, и тој шилец многу често знае да направи многу сериозни проблеми. Исто, само уште една болест е неурома, Мортонов неурон. Многу често знае да се појави болка помеѓу третиот, четвртиот. Најчесто е помеѓу третиот и четвртиот, може да се јави четвртиот и петиот. Исто е, тоа е еден нерв кој што заради натеснување од мала обувка знае да се воспали и со хронични болки луѓето буквално не може да стапнат ногата со месеци. Со месеци дури имаме и пациенти кои што хируршки мора да се извади тој неурон затоа што од преконстантно воспалување на истиот. Значи, заклучокот е секогаш да внимаваме какви обувки купуваме. Да, секогаш да внимаваме, буквално секогаш. Да не се раководиме само според мода. Ги советувам сите да бидат себични за своите стопала и да си ги сакаат своите стопала и да од првиот момент на купување на обувката да им биде удобна. А додека не научат како да купуваат, најдобро е скоро на сите светски модели се вади влошката, да ја извадат влошката, да ја стават на подот, да го стават своето стопало врз влошката, да си го исправат палецот и да има место внатре во обувката да си го исправат својот палец. И само за жените кои што навистина сакаат да носат високи подпетици, да внимаваат, значи палецот да не влегува во шпицот на обувката. А затоа мора да има барем 2 ремчиња на обувката. Не се секогаш тие во тренд. Ја знам, ама после тоа ние имаме работа. Некој пат имаме америчкиве колеги вика мора и ние нешто да работиме, ама во принцип ние треба да ги советуваме луѓето за ние да немаме работа. Значи затоа ги правиме овие емисии. Значи целта фала на Бога што Европа се води кон превенција, а не само кон бизнис, а медицината на жалост во Америка е баш бизнис и тука едва чекаат некој да направи проблем. Така да советувањата изостануваат во светот. Ние се трудиме нашите пациенти да ги немаат тие проблеми и затоа од Петни жили се трудиме да им ги објаснеме овие работи кои што се многу битни да ги знаат. Подобро да се спречи отколку да се лечи, тоа сите го знаат. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и за овие убави појаснувања поврзани со најчестите деформитети на стапалата кои што можеме да ги видиме често кај нас. Благодарам на вас многу за поканата. Почитуваме тука, ја заокружуваме денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што и денеска не следевте. Ви посакувам пријатен ден.